ако не одите на погреб на вашите пријатели, и тие нема да дојдат на вашиот. добро вечер. Ајде Гоки, кај. Предлагам да ја слушнеме изјавата на неделата. Во сите овие разговори комесарот Хан, а и претходно госпоѓа Могерини, беше многу директна. Тргнете по пат на реформите. Дајте ни причини. Ќе отвориме предпристапен диалог. Поглавијата 23 и 24 ги гарантира дека ќе отворат. Тоа е правосудство и безбедност. Ваша анализа околу оваа изјава? Па убава изјава, убаво срочена, точна изјава. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе ги почнеме преговорите со Европската Унија и кај да влегуваме таму. Се е тоа убаво, но другиот ден Европската Унија го демантираше Заев дека се договориле дека ќе отпочнат преговори за членство во Европската Унија. Добро, тоа се финти, европејците лажат. А нашиот не лаже. Нашиот никогаш не лаже, значи тој нон-стоп ја говори вистината, а ако ви интересира кој лаже во Македонија, тоа е другата страна, Груевски. Примери, еден куп, ќе наведам само 2-3. Еве, универзална сала. А дојде март месец, они ќе ја прават универзална сала. И така е години наназад, еднаш, два пати, три пати, и никако се почне со реконструкција на универзална, така ли е? Така. Па така е сега. Палмите, поголема брука, не знам, а патоказот, па и да не го коментирам. Добро, сега да се вратиме ние на нашиот Заев. Ајде. Тој исто така кажа дека и не е разговарано околу платформата со ДУИ без Алијанса. Не, за албанската платформа воопшто не е разговаран. Да, ама во средата албанските пратеници од ДУИ, БЕСА и Алијансата го демантираат. Цело време зборуваа дека се разговарало околу платформата. Лажат и албанците. А нашиот не лаже. Ич. Значи тоа е човек што не знае да лаже и човек што го поддржува народот. Еве сега ќе демонстрирам. Дечко, дојде малце, дојде. Дечко. Здраво, сине. Здраво. Еве камера тука, сега те прашам нешто. Ти која година си? Четврта. Средно? Да. Што мислиш за Заев? Многу го почитувам Заев, пошто екстерново ќе ни го укине. Значи се е најмило за него. Ај, така си е. Браво. Правац у кафана нема екстерно. Уживај, брате, уживај. Супер. Видовте, слушнавте, така? Така е. Госпожа, може ли една секунда ако сакате? Еве една згодна госпожа. Повелете госпожа. Дојдете наваму. Срамете А не кон се камера срамете. ако сакате. Навака? Што мислите Добро. за Заев? Па мислам дека е топ и ќе ви кажам зашто, затоа што ќе ја донесе, ќе ни ја врати ефтината струја и ќе можам на мира да си перам, да си пеглам, да си бидам домаќинка. Така е. А дали можевте до сега тоа да го правите? Не можев да го правам тоа и ќе ви кажам Така. зашто, заради тој проклет Груевски, затоа што не ни ја врати ефтината струја, па морав да се пеглам. А сега, кој ќе имам ефтина струја, ќе можем и да перам и да пеглам, тоа е. Ке бидете домаќинка, Класично. наместо да се пеглате. Така Ви е. благодарам, госпожа. Се најубаво. Слушнавте. Тоа се реакциите на нашите луѓе. Да, точно. Сваќам, а сега предлагам да погледнеме уште една изјава. Се што имам ние тука во државата. Ме боли македонштината овде, директно. Добро, тоа е изјавата. Како стоите вие со македонштината? Па искрено, ако збориме, и мене македонштината многу ме боли. Значи, мене македонштината ми е во срце, Македонија е во опасност, знаете од кого, но ќе ја оправиме работата. Заев ќе ја оправи работата. Не се сомневам во тоа. Во оваа пригода се надевам дека благодарение на него ќе заработам милионче евра, зборувам, тендерче ваму, тендерче онаму, па да ви кажам искрено, со милионче во джеп, македонштината помалку боли. Е, така е. Ви благодарам на искрената анализа. Срцка, бе, од којашто немам изнесен у кафана. Не ми изнесуш како порано, така. Слушај, Кажи. имам нешто за тебе. Ајде. Изненаджење, а? Да видиш ја, Шо е? те са бремена, с поглед. И? Па позитивен е. Ке станеш татко, честито бремена си. Ја ќе станам таската си. Да. Шо е бе, келнер, водаш и се? Шо е бе? Абе, зашто у несвест да паѓаш, па ние сме возрастни луѓе, сега не личи деца да имаме. Па ти не си тинејџер, бе, Злато, зашо таква реакција, бе? Да, бе, Злато, знам, ама ја не паѓам од тоа несвест. И од што паѓаш у несвест? Па си викам, ваljda не си трудна и ти од мене. Келнер,
Како бе, валјда не сум од тебе, што ми збориш ти бе, како бе, валјда не сум од тебе, трудна бе, па колку има жени бе што ќе останат трудни од тебе бе. Јас сакав априли лили да ти направам, да те расположам, да видам како ќе изреагираш, а ти гледај што ми правиш бе. Не бе. Све да расипеш бе, каков човек си бе. Жими се, ти си ми едина на светот, ама знаеш дека априли лили викам чекај ќе ја направам финтата, ме разбираш? Ај, па многу манговски, ја па се исплашив, да ти кажам, кога видов у несме спадна си викам шо му е на овој. Од кога ова? Од твојата секретарка знаев дека е трудна и викам дај ги го познавам, нека ми го даде, Чекай. за да ти направам финт. Мојата секретарка Твојата секретарка, да, твојата секретарка. е трудна. Твојата. Лошо да не ти е пак? Лошо ли ти е бе? Ох, море. Не го прскај више. Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во квизот. Глуп, поглуп и најглуп. Како сте, господа? Добро, фала на прашање. Вашето име? Трпко. Трпко, вашето име? Трпе. Каков малер вечерва. Трпко и Трпе, мислам, од кај ви ги дадо овие имиња? А, господа? Да не се вреѓаме сега. Што? Не, извинете, па апсолутно, јас се согласувам со вас. Вие ги имате најубавите имиња во Македонија. Во Македонија е најважно што? Да се трпи. И ако ми се роди син, еден ден ќе го крстам Трпе или Трпко. Нека трпи малиот. Добро? Ги знаете пропозициите? Да. Кој има повеќе точни одговори, тој е победник. Прашање број 1. Моцарт што е? Под А. Чоколадна сладка. Под Б. Љубовџија. Под В. Композитор. Сладка. Љубовџија? Ни едното, ни другото. Моцарт е композитор. Австријски. Мала ноќна музика. Добро се збуневте. На почеток се. Треба. Или што би рекле, треба да си го прави својата. Прашање број 2. Си биле двајца близнаци. И едниот му вика на другиот. Кај си бе цел ден? Мене денеска мама 2 пати ме. Под А. Бањаше. Под Б. Цицаше. Под В. Доеше. Доеше. Цицаше? Абе, нели си прават муабет меѓу себе? Тоа значи дека се големи. Ниту ги цицаше, ниту ги доеше. Туку едниот по грешка 2 пати го избањава, пошто другиот го немал. И близнаци исти по ликот, така? И она го зима и го бања. И тоа е тоа се, што да му правиш? Трето прашање. На времето, пред 20 години, имаше една многу убава песна во Македонија. И одеше вака. Кога одам кај него? И се треба да продолжите. Под А. Ангели ме носат. Под Б. Сватови ме носат. Под В. Сама си одам со автобус. Сама си одам со автобус. Сватови ме носа. Ангели ме носат. Значи вака одеше. 3, 4. Кога одам кај него? Ангели ме носат. Ангели ме носат. Сватови, мислам, со автобус. Па не бре, дечки. Добро. Четврто прашање. Радмила и Оливер се. Под А. Паломи и прашок. Под Б. Улошки и омекнувач. Под В. Политичари. Улошки омекчувач. Ова го знам. Ајде. Прашам. Абе, Радмила и Оливер се политичари, бе. Абе, Радмила ќе ве однесе во Европска Унија, магариња едни, бе, ни фала не знаете да кажат. А Оливер можеби ќе го замени Циц и ќе стане градоначелник на Куманово и од Куманово ќе направи Париз. Улошки. Какви улошки, бе? Ајде одиме со наредно прашање. Кое лечење е најефикасно во нашата Македонија? Под А. Мој термин. Под Б. Приватно. Под В. Со тревки. Мој термин. Тревки? Ни едното, ни другото. Само приватно, господа, само приватно. Извадиш кешарица, добиеш третман. Иначе ќе ти вадиме 40 дена, разбираш? Внимателно. Последно прашање за вечера. До сега сте 0-0, мислам, тотални глупаци. Кој ќе одговори? Точно победник. Што е молчењето? Под А. Молчењето е злато. Под Б. Молчењето е одобрување. Под В. Молчењето е показател дека ве боли зап. И под Г. Молчењето е талант. Молчењето е злато.
Молчењето е добрување, тоа е. Не. Молчењето е Талат. Талат Џафери, новиот председател на Собранието на Република Македонија. Тој е човекот кој што беше познат под прекарот Форина. Беше командант на 116-та бригада на ОНА. Од која се скина од ОНА, дојде директно во парламентот. Стана министер за одбрана и едно време ја зезаше целата македонска јавност со молчење и рецитирање поезија. Ете тоа е Талат Џафери, новиот председател на Собранието на Република Македонија. Ке видиме, може да, може не. Како и да е, господа, ви благодарам, бевте тотални глупаци, но не се секирајте, и за вас има надеж во нашата Македонија. Може би еден ден ќе станете политичари. Благодарам на вниманието и ариведерчи Македонија! Како е лепо бити. 28 мај 2017 година се наоѓаме пред Собранието на Република Македонија. Гледате колку е весело овдека. Само да ве потсетам, почитувани гледачи, 2,5 месеци овде во парламентарниот дом се случува дебата за да се избере председател на Собранието на Република Македонија. Дебатата трае, при што ВМРО ДПМН дебатира, дискутира, полемизира, се расправа, СДСМовците ќутат, а албанските пратеници едноставно зеваат по цело време. Како и да е, одиме да разговараме со еден пратеник на ВМРО ДПМН. Кажете ми денеска која тема е на дневен ред? Па денеска ние планираме да разговараме така фино лепо за годишните одмори. Дали Грчка, дали Бугарија, дали Италија, се едно може, Шпанија, Египет, може и Охрид, Струга да видам, сонцето зајдвит, јас да умирам. Колку поетски, колку убаво кажано. Господине пратеник, се поделивте ли по групи, како ќе одите на одмор? Па да, ние се поделивме во 3 групи. Првата група тргнува на одмор од 15 јуни до 1 јули, втората од 1 јули до 15 јули, третата од 15 јули до 1 август и после повторно иде првата, па втората, па третата, се менјаваме, ама остануваме во собрание да ги гњавиме комуњариве, се со цел да не можат да ја продадат оваа Македонија, но ние бандитите. Така е, состава сте во право. Кажете ми, тоа ќе биде единствената тема за денеска во седмицата? Не, јас заборавив да ви кажам, ние планираме сега да ги промовираме и новата колекција на купаќи костими. Да, Изворедник. Многу се фини, лепи. Супер. И планираме да дебатираме, да дискутираме околу новата стихотворба. Која ќе биде стихотворбата, ако не е тајна, се разбира? Кој не јаде сиренце и не пие млеко, тулето ќе му е меко. Колку прекрасна песна! Ви посакувам плодотворна денешна расправа во Собранието на Република Македонија. Фали Мендери, Шоку патриот. Фали Мендери. Срце мое убаво, значи се би направил за тебе на овој наш свет. И јас за тебе, ова колку го чекам. А тек мене да ме прашаш? Ова е денот на мојот живот, душичке моја, душичке моја. Знаеш што? Сакам да се сакаме како што се сакаат сите во бајките. Сакам и ја И тоа до ми е. крај на живота да си бидеме заедно, нема више други, нема више искачања. Нема. Само јас и ти. Секаде заедно. Еме го кумот. Ајде, одиме сега да договориме свадбица. Чекай да не паднам. Само полека. Ајде. После 10 години. Ставаме, каде идеш ме, седи да Шо, бе, седи за седење, ли сме, бе, ова брат ти идиот, бе, да ти кажам. Аман, бе. Идиот, кретен, бе, шо да ти кажем, по кафани, пие, хрчи навечер, звук креветен мула, шо да ти кажам, бе, абе, душата ми ја извади, бе, душата ми ја извади. Ама да ти кажам, си најдов човек, што ме почитува, што ме сака, ми куцка пораки, ми ги уважува платформите. Се што ќе кажам, така прави. Не можем, ако ми веруваш да имам пари, ќе најдам човек, не го губим. Еве, до тамо е дојде на работа. Аман без наобе. Шо ама, си ги спакува в куферите, утре ќе дојдам, ќе се ги земам. Не го бивам. Аман бе, 10 Не години го се бивам. сакавте. Абе, се сакам. Пари правевте, се делевте, не се каравте, аман шо ви бидна бе вака работата, аман бе кајали свето бе луѓе бе, аман бе зашо вака, тукава љубов да исчезне.
Кај си ме баце? Шопри, дојди гушне, дојди гушне. Шо да те гушкам? Не е за гушкање работа. Конечно, брат, ти е слободен. Седи, бате, седи. Си отидел на змиштено. Абе, таков ѓавол не си видел, брат, човече. Не си видел таков ѓавол, се разведуваме. Готово, више не ќам да ја гледам, не можам да ја смислам, бе, брат. Абе, 10 години душата ми ја вади, бе. Само нешто мрчи, вака сум правил, онака сум правил. За укревет, поголема мивка не си видел, значи не ќам да ја гледам уопште, ако ми веруваш. Зло. И згоре на се, фатила некој лигуш, значи да го видиш, ке ти се смучи животот. Абе, жените такви сакат. Лигле, бе! Абе, пораки праќат 300 пати на ден. Смајлиња, фотографи, дупе си слика, дупе и праќа, ова се воодушевува. Будала не видела, бе. Ги фатив пред 2 вечери, се лапаат у парк, бе. Ти се верој, мажена жена, 10 години у брак, бе. Стока не видам. Ја значи како ти објаснам, до тој степен сум доведен, да не си отидеше, ќе ја заколев. Вечерва ќе ја заколев на спиење срцето, ножот, Чекај, шо се случи ти до пред 3 месеци ми викаше дека секирата мет ти паднала што се зел таква жена. Абе, крици сум ја, не сум ја знаел што чума, ја не сум знаел со каков простак сум бил у брак 10 години. Ама више нема. Чао, сега више сум слободен човек. Идам у кафана и што сакам ќе правиме, разбираш? Ајде се гледаме вечер. Чао, брат. Големи не сте деца. Значи овие брат ми и снага ми ти се ко Дуи ВМРО. Кад се воле, кад се не воле, е татче да се коле. Ај отидов. Ќе отвориме предпристапен диалог. Поглавијата 23-24 ги гарантира дека ќе отворат. Тоа е правосудство и безбедност. We don't comment, so I'm not going to comments. Со што го негираше тврдењето на Заев за некои македонски медиуми дека високата представничка Федерика Могерини, како и еврокомесарот Јоханес Хан, му ветиле почеток на пристапните преговори во случај тој да стане македонски премиер. Доста е овие лаги што се шират по Македонија. Зоран Заев да престане повеќе да го лаже и замајува нашиот народ. И да престане, ама никако не престанува. Според една албанска поговорка која вели денот по утрото се познава, денес конечно падна маските за една реформска епоха, под наводници се разбира. Мене ми е важно, а и на мојата политичка партија и коалицијата, да биде капацитетен човек. Бившиот министер на Никола Груевски, осуден заради закана по смртна службено лице во 2008 година. Кој што го знае парламентот, кој што има искуство. Даваше хонорари по своја желба, за што доби сериозни забелешки и од антикорупцијска комисија. Лажа голема. Ако вака започнуваат реформите, тогаш можеме да се согласиме дека имаме погрешна и различна перцепција за поимот реформа. Мене ми е важно сите потенцијални партнери да имаат унисоно гледање, да пееме во исти хор што се вика на еден исти начин. Вас двојца не можете хор? А зашто? Затоа што немате слуха! Наполе! Наполе! Јас сум демократ. Демократ човек, лага голема. Сега малку патриотска поезија. Немојте да ме чепкате македонската жица, од изгубен во времето ќе го барам семето одејќи по жица. Овај неќе да рекам. И додека Зоки си дреме во Македонија, другарчето си шета. Економско правен билтен ЕПБ. Например, според доказите, наводно, за потребите на правните лица е купена е долна облека од 500 евра. Па не улепшава се ја Сладјо за свој роѓендан, него за предузеќето.
очеле, шминки и пудри за 1009 евра и други работи како што се луксузен мебел, точаци, сигурностни врати и слично. Све за предузење. Шта ќе пословни партнери од предузеќето да мислат о предузеќе ако предузеќето е руководилец и руководеќиот орган не биде среден и уреден? Разумем. Неќе да будем лепи за лични разлози. Сладјо ја очи да будем леп само за предузење. Економијата и економските интереси се основата за соработка и добрососедство. Според порталот, во земјава годишно има околу 550.000 посети од грчки граѓани, кои трошат по 60 милиони евра во игри на среќа. Ке се грчам, ке се турчам, мила мајчице, ке се грчам, ке се турчам, умреби за него. Заради смрдените политики не можеме да го почувствуваме мирисот на пролетта. Дупките по улиците ги крпат од време на време, но дупките во законот никој не сака да ги закрпи. Власта била сладка како мед, но ако ги снема пчелите, ќе нема ниту мед. Имаме експерти за извоз, ама за повеќето од нив нема да ни платат ниту 5 пари. Кога на Македонија иднината ја кроеле комшиите, таа секогаш била црна. Се поделивме по сите основи. На крај ќе не помножат со 0. Во Европа, Америка и Индија, секој 1 април е априли лили, тоест ден кога пријателите, роднините, сопружниците и колегите финтаджиски меѓу себе се лажат, а при тоа никој никому не се лути. Додуша кај нас, априли лили е 365 дена во годината, ама сега да не одвлекуваме темата во друга насока, туку да видиме историски од кога априли лили станува модерно меѓу народите. Постои мислење дека денот на шегата има корени уште од Римската империја, ама се чини многу поверодостојна теоријата дека априли лили води потекло од Франција. Имено, до 1564 година. Новата година се дочекувала на 1 април. Со реформата на календарот, новото лето, тоест новата година, е преместена на 1 јануари, но останале многу луѓе кои терале инаед и новата година си ја чекале по старо, тоест на 1 април. Таквите граѓани биле исмевани и во нивна чест 1 април е прогласен за ден на лудите шеги. Во Франција на самарените биле викани априлски риби, а во Англија 1 април важи за ден на сите глупаци. Како и да е, на априли лили се лаже и преку медиумите. Добре, да знам дека ќе кажете дека се лаже нон-стоп преку медиумите, ама дозволете да ви кажам неколку смешни медиумски провали. На радиото BBC била објавена репортажа дека во Швајцарија луѓето ги берат шпагетите од дрво. Илјадници англичани се јавиле во редакцијата за да прашат за кое дрво се работи и каде можат да го купат. Во 1962 година на националната шведска телевизија било кажано дека ако ставите хула-хопки на вашиот телевизор, ќе можете да гледате во боја, а не во црно-бело. Забележено е дека тој ден продажбата на хула-хопките пораснала за 30%. Од политичките првоаприлски шеги, најсмешна е онаа што на владините министри им ја приредил српскиот малолетен престолонаследник Александар Обреновиќ. Ги викнал на вечера и им рекол на министрите: се прогласувам за крал, а вие сите сте уапсени. Побледале министрите, почнале да го молат, некои се обиделе и да избегаат, а Обреновиќ само викнал априли лили и сите прснале во смеа. И бидејќи смењето е здраво, одиме на улица да се позевзечиме. Сабајле излезе вест на интернет дека Груевски си поднал оставка и дека не е више председател на ВМРО-ДПМН. Не, зато не. И сега? Ја што да ви кажам? Па не е чудно ништо. Држава е покрадена, уништена. Што очекувате од такви луѓе? Треба домаќин да има на оваа земја, па да биде друга Америка.
Ова е април или Лили, господи? Ја? Април или Лили? Април или? Денеска излезе вест дека Зоран Ставревски и Миле Јанакиевски избегале од држава. Па нека зема торба, па нека оди кај, сака там нека оди. Значи не сте прочитале дека избегале? Па не сам нешто прочитал на. А ве чуди што избегале? Не сум слушнал. Дали ве чуди? Па ете има нешто та бегају. Не им се свиѓа Македонија или на друго место. За тоа. Па верувам. Значи они туристички, не... Туризам не е забранен. Април или Лили? Да. Не знам дали прочитавте денеска на интернет, овие од ВМРО министрите што биле. Да. Фатиле авиони за Малта избегали. Да, јас слушав. Април или Лили никој од министриве не си заминал, сите се тука. Да, истите. Истите се. Исти се. Ама април или Лили, тоа ви кажа. Па тоа е проблемот. Од Сабајлево Заев најави дека за пензионерите 2 пати во недела доста било возење. Значи од 4 пати на 2 Фала пати. му многу и сите денови да ни ги даде. Ама не, он од 4 на 2 ќе даде. Знам, па мора да 500 евра плата треба да даде. Мора да намали. Не да му е срам, него е ептен срам да му е. Не се слагам со пензионерите, за толку заслужиле. Да боли ли оваа одлука? Не боли како нема да не боли. Срам да му. Па срам да му е. Не срам да му е, него ај да не кажам нешто потешко. Да не му е дедовина, тој сам што го тоа оформува. Треба сите собранија да кажат, па дали ќе се усвои. Ако му е дедовина, нека работи што сака, ајде. ЈСП е во загуба. И Заев решил. Загуба. Не. Не. Ништо. Ништо. Вие што мислите? Абе, не каже му нечем, Мислите ли нешто? Од 4 пати на 2 пати. Сите знаете, што да кажуваме. Разочарани сте? Јас на работа. Април и Лили, бе, луѓе се. Не е април. Април и Лили. Се шалиме. Се шегуваме. Најсериозно? Абе, ајде. Се шегуваме? Абе, тргни се, бе. Абе, добро. Море, и се налутија на крај. Абре, луѓе. Само смеја му е мајката, или што би рекол Рики снимателот, боливе патка за се. На 7 април го славиме радосниот празник Благовештение. Кога Пресветата Дева навршила 11 години служење во Ерусалимскиот храм и 14 лета од раѓањето, свештениците и соопштиле дека според законот повеќе не може да остане при храмот, туку треба да пристапи кон веридба и брак. Дева Марија не сакала да стапи во брак, па затоа била доверена на чување на стариот Јосиф од Назарет, кој што и бил роднина. Во домот Јосифов, Марија продолжила да живее исто како во Соломоновиот храм, минувајќи го времето во читање на Светото Писмо, во богомислие и ракоделие. Од дома не излегувала, не се интересирала за светските работи и настани, зборувала само со ќерките на Јосиф. Во еден миг, на Пресветата Дева во одајата и се јавил великиот архангел Гавриил и рекол: "Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Не плаши се, Марија, зашто си нашла благодат во Бога, и ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус." "Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж?" прашала Марија, а Гавриил и одговорил: "Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи." Со ова архангелска благовест и со слегувањето на Светиот Дух врз Марија, започнало спасението на луѓето остварено преку Синот Божи, Исус Христос, роден од Пречистата Дева. За многу години. Игор Станчевски боледува од церебрална парализа.
Неговото семејство живее во тешки услови, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари за Игор да биде под терапија. Донацискиот број е 070 143 131. Ви благодариме на подадената рака. Политиката е вештина да се излаже во вистинскиот миг. Пријатно!